Кризата најмногу ги погоди примарните земјоделски производители, посебно оние кои се на работна одржливост. Предизвика и затворање на вообичаените канали за продажба, поради што некои земјоделци ги продале производите директно на трговци по пониски цени. Дел од вишоците се фрлени, а дел се оставени на нива. Во сточарството грлата наменети за продажба се задржани за приплод или за продолжено гоење. Ова го покажуваат двете анализи што преку Zoom конференција ги презентира Националната федерација на фармери. Според истражувањето, ваквата ситуација ги поттикна земјоделците да размислуваат за нови стратегии, канали и инвестиции кои ќе им овозможат продажба. Како што беше речено на конференцијата, потребно е да се работи на развивање на пазарот на кредити, како и на факторинг и лизинг услугите во земјоделството. Особено изразена потребата од воспоставување државен гарантен фонд и кредити димензионирани за малите фармери. Корона кризата ја истакна важноста и потребата од стабилен систем на храна што функционира во секакви околности и што е во состојба да обезбеди до потрошувачите доволно и континуирано снабдување по достапни цени. Пандемијата исто така ја истакна улогата на земјоделските производи во синџирот на снабдување со храна. Малите земјоделски производители се најранливата категорија, бидејќи истовремено мора да се справат со шокот предизвикан од корона кризата, како од здравствен, така и од економски аспект. Глобалната криза всушност ги продлабочи проблемите со кои и онака се соочуваат земјоделците, особено оние кои се на работна одржливост, истакна учесниците на конференцијата. Според нив, во последните 5 години се забележува слаба кредитна активност од страна на земјоделските стопанства, бидејќи се уште не е доволно развивен пазарот на кредити во земјава. Скоро и да не постои разлика во финансиското однесување помеѓу оние домаќинства што остваруваат годишен приход под 1.300.000 денари и оние што остваруваат поголем приход.